Преселбите на партијата Десна од Шампионче во Киселавода кај Веро Џамбо била причината брачниот пар Ѓорги Џолев и Рита Кирич да го дадат Реното Кангу на користење, а го возел кој ќе стигне. Тие биле првите кои ги повикала полицијата на распит. Кирич не била член на партијата, а Џолев сведочеше пред судот дека му била чудна поданоста на Кешишев и Манев кон Палчо, а прв кажа и дека партискиот лидер постојано носел пиштол со себе. Нови 6 сведочања за двојното убиство. Владко и Велибор Манев дури имаа и некои поданички односи, ми беше чудно зошто така се однесуваат. Например, со Палевски сме се расправале за физика, за други работи и во дискусии сме си повишувале тон, а тие никогаш не повишиле тон. Ми беше чуден односот. Дека Палчо носел пиштол со себе потврдија и другите двајца партиски симпатизери, Кирил Тренчевски и Христијан Плотников. Оружјето му стоело до глава и додека спие, се додека полицијата не му го одземала, бидејќи имал дозвола за поседување, но не и за носење. Тој си го носеше пиштолот до оној момент кога му го одзедоа. После не сум видел пиштол, си го држаше покрај него, на пола метар надофат, го држаше во фиока на масичка. Потоа му го одзедоа затоа што излегол со пиштолот, а дозволата не му била за носење, туку за поседување. Медиумите пишуваа дека му бил одземен при контрола, а тогаш со него беа Манев и Кешишев. Тетката на Вања, Маја Спироска, сведочеше дека таткото на Вања додека траела потрагата и рекол да му пише порака на Илон Маск преку сателит да лоцира каде се наоѓа ќерка му. Таа агонија одела до тие граници и размислувања да му се јават на Илон Маск, и тоа го слушнавте од сведокот дека тој побарал од неа да таа стапи во контакт со Илон Маск. Додека македонската полиција трагаше по Палевски, тој му се јавувал на адвокатот пред инспекторите и тврдел дека го местат. Партискиот адвокат Васко Стојков сведочеше дека го носел Палчо да се лекува во Белград, а на пријателска база му дал 20.000 евра за 3 години, бидејќи бил во тешка финансиска состојба. По враќањето во Македонија од Белград почнале претресите во партијата и апсењата на партиски членови, меѓу кои Владко Кешишов. Вечерта се јави сопругата на Палевски, вели што е ова, има полиција, ќе вршат претрес. Во тој момент се јави Љупчо, вели што е ова. Му реков, ти си осуден според медиумите, ако не си учествувал во ништо од ова, спасот ти е да се вратиш. Рече, знае дека ќе ме наместат, дека ме следат. Инспекторот рече, исклучи, јас исклучив, за да видат дали се гледа бројот од кој се јавил. После траеше мојот распит, им кажав се. Судењето за двојното убиство на малолетната Вања Ѓорчевска и пензионерот Панче Жижовски продолжува в петок со испрашување на нови сведоци.